Абе, побичен българин, тебе треба со гајда да те тажат. Ти мене ќе ми забраниш, што ќе си направил? Ќе сте прателе допис до сите држави од Европска унија да ми биде забранет влез, да не можам да излезам од држава. Јеботе, стварно орангутане, замисли, Сашо Тасевски, непријател број 1 на голямата българска страна, којато е членка на Европејскиот сојуз, не може да слуша вистината за нив, кој ми ја плеска некои очи. Ја вчера, кога ми го пуштија твоето видео, ја бев шокиран, откако се изнасмеав. Значи, најако луѓе, најако е најголем непријател на СДС, по пресови ме вадат, не знам, ке ми блокирале Facebook профили, ме обвинуваат за мизогинија, мене за мизогинија. Што нема да најдат една цура у Скопје, жена, што дае, што ќе каже дека некој сум ја навредил. Со било што, а не па како што тој нивниот политички комесар главен у партија што ги тепа на паркинг, со боксови, со клоци. И замислете, овој од Българија пубичниот, што бе пубичен, ега комплименте за тебе, пубичен да те наречат, од зборот пубис. Бара да ми било да прателе допис до сите земји, да не сум можел да излезам од Македонија нигде. Веројатно мислеше на земјите од Европската унија. Тоа знам дека има пракса. Ја знам. И без ти јавно вдака да кажеше дека ја во Бугарија сум персона нон грата на црн список и дека ќе имам проблем кога би стапнал на вашата држава, ако уопште можам да стапнам. А знаеш што да ти кажем уште нешто? Ме заболе пичкава што у Бугарија нема да стапнам. А сум одел многу пати. Што приватно, што со театар. Ама вие не заслужувате да бидете посетени од било кого. Ке барал допис, ке пуштел барање, побара јавно да ме биде забранет излез од Македонија. Леле, овие СДС од Facebook да ме блокирале, да ме санкционирале. Најголемиот непријател на българската страна и на Социјалдемократскиот сојуз, Сашо Тасевски, замислете, не се занимаваат со нешто конкретно, со причините за оно што ги прави најомразени да бидат кај македонците, овие како партија, овие како народ, како држава. Не се занимаваат со причините за тоа. Причината наоѓаат у Сашо Тасевски, што им кажува у лице какви се и зашто се омразени. Причините за овој пубичен българин да бара јавно да ми се забрани Бугарија да направи се, да ми се забрани влесу сите земји од Европската унија, обаче сум повикувал на некаков линч на бугарите, на нешто на насилство сум повикувал, слично со СДС. Пита гомнарка, зимам нешто го извртуем на глава, од контекст го вадам и си правам приказна за некого да компрометирам, да го ставам у таа пита гомнарка. Сега вака, слушај дечко, ја да ти објасна нешто. Тие, за кои што ја повикувам да бидат веднаш уапсени, приведени, санкционирани, забранети, се тие хора които ти финансови ги подкрепуваш, разбираш. Иако ме разбираше каватаречки, ама ми лежи вака у овој мој шатро бугарски дијалект. Оти ги активираше со твоите спијачи овде, ги активираше со твоето обраќање пред 3 дена. Језда вчера беше мојабетот Пупу не важи, ама ќе се вратиме на тоа Пупу не важи, ама ги активираше. Когато ги искара дека не биле публични, публични българи, туку биле българи во кшти, по дома. И одма се осоколија, за да си ги оправдаат средствата, почна по телевизии, по портали да искачаат бугарски по телевизии, некој поима немам тамо. Па името на несреќен од кавадарци, бугарашан ваш, кој што изјавува дека страшно било што некој со години ги учил македонците да се срамат од своите бугарски корени.
За ваква изјава Орангутане се оди одма у затвор под обвинение ширење на антимакедонска шовинистичка пропаганда. Сиде у затвор. У време Титово, кој што вие Тито многу го мразите, а имате и зашто да го мразите. За вакви изјави. Одма те собира оние у кожните капути и те носе, у ноќе те собира у 3 сати. И те носеа кај што треба да те однесат. И те враќаа преваспитан, ако се вратеше назад. Преваспитан. Може не у главата, ама више немаше да ти текне у живот. Да пробаш да шириш антимакедонска пропаганда у време на Титова Југославија. За тие што повикувам да бидат апсени, да, со 2 раце потпишувам. За они други он бугараш, со кои што исто сум бил у емисија од Струмица, кои што исто се осоколи, искочи од Плакаров, деноиве, многу почна да сере. Същата работа. Апсење, одма. Па таа будала, замислете, дава изјава, вика, не може да си българин, ако си проруски или просрпски тамо настроен или не знам шо. Само кратко, извини, Орангутане, на овој да му одговорам твојов платеник од Струмца. Како рече, не можеш да си българа, да си проруски. Абе, билајло една. Вие со децении живеевте како муви гумнарки на газот на Хрушчов и на Брежнев. Тогаш не бевте бугари, а? Не бевте проруски? Или да те подсетам уште нешто, Дилајло една, што шириш најдолна пропаганда бугарска во Македонија. Твојот сакан, а сега веројатно заборавен од историјата Тодор Живков, 2 пати. Тоа се факти, исторически, не фризирана историја која што пишете, исторически факти. Тој Тодор Живков, големиот ви државник, кој што тогаш му бацувавте нозе, 2 пати ги молеше советите Бугарија да стане 16-та Советска република, ако беа 15 на Советскиот сојуз освободен, 16-та. Овие се спрдачале со него секој во свое време. Хрушчов и Брежнев, тогашните председатели на Советскиот сојуз. Официјално, мислам, побарал од нив, неофицијално, него побарал од нив да стане Бугарија 16-та република на Советскиот сојуз. Тогаш шо бевте, бе, бугараш? А? Кога вашиот вид Тодор Живков бараше да стане дел Бугарија од Советскиот сојуз, официјален дел, составен дел. Шо бевте тогаш? Пошто нели проруски? Тогаш македонци бевте? А? Пошто нели македонците, ние сме проруски, просрпски, вие тогаш исто бевте македонци. Али откако го симнавте Тодор Живков од власт, станавте одма нагло бугари сите. А? Со тенденција да презимате и туѓи идентитети, да се китите со туѓ идентитет. Тоа е лудо, тоа е шизофрено. Знаете, во криминологијата, кога некој човек убива друг човек, сака да убие друг човек за да му го преземе идентитетот, знаете тоа под која категорија на пореметување оди психичко, а? Знаете? А, Орангутане, знаеш ли ти? Презимање на туѓ идентитет со намера претходно да го отстраниш тој на кој што сакаш да му го дадеш идентитетот, нешто, да му го земеш идентитетот, нешто слично што вие правите со Македонија, вашите обиди. Да се уништи еден цел народ, да му се преземе, и една цела држава, за да му се преземе идентитетот и државата. Тоа го правите. Сега малце на тебе да се вратам. Мајмуне. Дава изјава, вика, се гледа крајот на владењето на Мицкоски, пошто тој ги потикнувал, бил главен што го потикнувал антибугарското расположение во Македонија. Не он, мајмуне, не го потикнува он антибугарското расположение во Македонија.
Антибугарското расположение во Македонија го поттикнуваат суратика од тебе. И гледано сурат од позиција на твоето делување и сурат во вистинска физиономска смисла. Човек кој ќе те види да не е антибугарски расположен, одма ќе му се поремети расположението бугарско, што го има. Ќе рече, ово е тој што ги застапува бугарскиве сан-стефански интереси во Македонија, аспирации. Одма ќе стане антибугарски расположен, само да те види, да не, уопште и да не знае што за твоето делување. А тек пуште да дознае за твоето делување. Исто така, антибугарското расположение го поттикнуваат и твоите платиници во Македонија, кои што самиот ги повика да излезат од кшти да бидат публични българи, а не българи по кшти. Тие исто така го поттикнуваат. Исто така го поттикнува антибугарското расположение и твојот председател на државата, и твојата министерка за надворешни, и сите оние джукели од онаа партија на Ној Каракачанов. И сите други, крајно екстремни, побугарчени македонци во вашиот парламент, кои што излегуваат на секоја седница да ги подсетат вашите парламентарци дека македонците се бугари, дека македонскиот јазик няма такова нешто и дека е дијалект на бугарскиот. Еден од тие, да кажеме, тој Костадинов, секој искачање у парламент. Зашо кој зашо лапрда? Он лапрда дека македонците се бугари. И да не зборам колку антибугарско расположение побудуваат кај сите ваши декларации, акти што ги донесовте во бугарскиот парламент со акламација. Дека македонци не постојат. Дека Македонија е българска. Дека македонците се българи. Дека македонскиот јазик е дијалект на българскиот. Дека македонците немаат историја пред 45-та. Дека македонците ги измислил лично Тито, пошто Тито немал друга работа 45-та година. Немал никакви проблеми. Рајот на земјата бил тука. И немал што да прави, рекол, чекај, ќе си измислам народ за да ги нервирам Бугарија. Па не измислил нас. Антибугарско расположение кај македонците предизвикува вашата неспособност да се идентификувате со вашиот идентитет. Вашата упорност, агресивност, македонците под вашите ултиматуми да го избришат својот идентитет. Тоа го побудува антибугарското расположение во Македонија, не мицкоски. Антибугарското расположение во Македонија го побуди вашата обседнатост со нас македонците да ги закочите на нивниот пат кон евроинтеграциите по секоја цена. Впрочем, пред ден или два ваш бивши разузнавач, кој што работел во Македонија, за овие прашања за кои што вие се борите, јавно си кажа на бугарска телевизија дека планот на бугарите одамна е Македонија да не влезе во Европската унија. Разузнавач ваш, официјален, што работел тука. На телевизија бугарска си каже. Знаеш ти многу добро кој е. Затоа што се додека Македонија не влезе во Европската унија, вие уште имате простор да подкупувате јадни македонци, да ви зимаат од тие вашите пасоши, кои што ниедна друга држава во Европа на таков начин не дели пасоши како што делите вие. Како што делите вие. За пари, во склоп на вашата агенда за бугаризација на Македонија, пасоши кои што ги заведувате по 50 на иста адреса, што викаат на некоја бандера во Пазарџик. На таа бандера заведени 50 побугарчени македонци. Нема друга страна во Европејскиот сојуз кој што ја прави таа работа. Ја не знам како уште ве толерираат. И затоа велам, вие сте во синхронизација со Европската унија, со највисоките инстанции на Европската унија. Вие лобирате македонците никогаш да не влезат во Европската унија. И добро ви оди. Како што излобиравте вашиот фашизоиден план
кај што се вашите ултиматуми за Македонија, одеднаш преку ноќ да стане проблем на Европската унија под името француски предлог. Тоа вие го имате излобирано. Коде французите? Колку сте дале, како сте дале, вие си знаете. Тоа е излобирано. Ще знаеме колку е корумпирана и Европската унија. Или па што знам ја? Може да се излобира и на друг начин, и тоа видовме дека ви функционира. Вие ќе направите за нас ова, ние ќе купиме од вас миражи. Борбени авиони. И така може. Од вас ќе купиме. Нема да купуваме од друго место. Други авиони. Од вас, од вас. Мајмуне, многу сте провидни. Ве знаеме као стара пара. Нашето бугарско, антибугарско расположение не го потикнува Мицкоски. Мицкоски е само еден од нас, кој што е крајно револтиран и навреден од вашето примитивно однесување. Однесување, дури ако кажам на пештерски луѓе, ќе ги навредам пештерските луѓе. Дори имате и пештерска ракија, за разлика од вас е многу добра. Али е пештерска. Али тоа не ви дава за право и вие пештерски да се однесуете во 21 век, а вие сте толерирани. Антибугарското расположение, мајмуне, кај македонците го побудува и тоа што уште ви ги памтат зверствата што ги правевте во Македонија од 41 до септември 44 година, како дел од доската на злото, како сојузници на Адолф Хитлер лично. Антибугарското расположение го побудува и фактот што организирано ги собиравте евреите од Македонија и ги праќавте во логорите на смртта, поточно во Треблинка. Антибугарското расположение го побудува и фактот за стреланите младинци во Ваташа, за стотиците македонски борци и легалци од СКОј, од Народно-ослободителната борба, кои што зверски ги мачевте по затворите кога бевте овде фашистички окупатор. Зверски, у друга прилика, ќе ви опишам, драги мои фейсбук пријатели, какви зверски начини смислувале да ги убиваат македонските револуционери, како например не толку познатиот, барем меѓу останативе, низ Македонија, во Прилеп си е познат, Димче Секирчанец, Димче Секирче. Не е сега моментот, друг пат ќе ви опишам на каков начин го екзекутирале јавно овие хора, администратори. И антибугарското расположение го побудува фактот дека никогаш не се извинивте на македонците за овие злодела. Напротив, тоа е причината, коренот на македонското нерасположение во однос на бугарите, или антибугарско расположение. Вие одлучивте да немате за непријатели. Вие одлучивте никогаш да не станете пријатели со македонците. Вашиот комплекс на пониска вредност ја донесе таа одлука. Вие никогаш не сте биле пријатели на македонците. Вие само 20 на години од самостојувањето само си ги криевте нозете. Доека не дојде моментот кај што ви паднаа вашите маски. И се покажа дека ни за трошка не сте се смениле во вашите намери, амбиции и планови кон македонскиот народ и Македонија. Тоа е она што тебе ти пречи кај мене. А не да шириш лаги дека јас сум повикувал на линч на бугарите у Македонија. Повикувам на пресметка со вашите платеници, агенти во Македонија. Со вашите пропагандистички портали и медиуми во Македонија. Повикувам и пак еве јавно повикувам, ги повикувам сите институции македонски, премиерот, безбедносните агенции, веднаш да се пресметаат со овие бугарашки структури во Македонија. Најбрутално. Без пардон.
Оти гледате, тие не знаат за доста. Примере, дали гледаш дека тие не знаат за доста? Тие немаат мерка. Нивната омраза нема дно кон нас. Спремни се да направат, да се удружат и со најцрниот ѓавол, само да не уништат, како држава и како народ. Не смеете да седите од страна. Ја знам дека не седите, дека некој работи, се справува со вие. Но, муабетот ми е, мора да тргнете многу поотворена офанзива против овие агентурни структури бугарашки во Македонија. Многу поотворено, многу посмело. Може да ни се фатат и да се клатат. Сега, мајмуне, пробај искрено да одговориш, кој те искара в твојата страна, когато ги искара бугарските јаничари во Македонија дека седеле по дома и чутеле као пички под кошулја, се криеле као пички под кошулја дека не ги оправдале вашите финансови подкрепи кон нив. Кој те искара, што тоа јавно го кажа? Некој те искара изгледа. Ти рече, и многу заеба бе, човек. Брзо тука плюкај овој, лижи га и што си исплюкал. Имаше вчера во клипот кај што повикуваш за моја забрана, кај што ги повикуваш земјите на Европската Унија или да пратите тамо допис како се вика тоа да ми забранат влез сегде. Не се веруј, не знаете каква фајлови се падна од смење која видов овакво, која ми покажа клипот. Што си го пратил? Што си го направил? Значи, не можев да поверуем. Кој ти кажај? Кој ти искара тебе? Имате во тој клип, кај што повикано, директно имате пупу не важи. Нема врска. Ја не сум кажал, вика дека бугарите зимале, изродиве македонски зимале финансова подкрепа од нас за да бидат българи. Не, вика, туку замисли, 300.000 македонци давале пари за да бидат българи, за да имаат бугарски пасоши. Она 300.000, од кај го измисли, тоа ти си знаеш. Али нема везе. Не давале пари. Откако им го начука, брцко им направи, пошто сакаше многу паметно да се направиш, да ги искараш. Што е ова сега? Ние даваме пари за вие публични бугари да бидете българи. Публични българи. Публични. Што да е? И цајзли. Ама вие не сте публични. Не сте. Срамота. Засрамете се. Треба да заслужите нашата финансова подкрепа. И сега имаш пупу не важи. Пупу не важи, готово. Некој ти искара? Јеби ga. И ти се заигра многу на бугарашка карта. Види. На сила, силеџиски, како вас, никој не успел ништо да направи. Силеџи бевте, со силеџи шурувавте, со силеџи асоциравте, со силеџи се унијатевте, со силеџи се унијатите и денес. А со силеџиите има само еден начин да се справиш. Него не можеш да му продаш пацифистички методи. Да му нудиш рака за пријателство, диалог. Не можеш, пошто силеџија. Неговиот ментален склоп е силеџиски. Да земе, да добие на сила. Брутално. Со таков нема разбирање. Или му владаш у джигер, или он тебе ќе ти влезе у джигер. Не, трето нема. Али со такво силеџиско однесување, вие во Македонија сте непожелни и вие никогаш нема да добиете оно што го барате од македонците и од македонската држава. Никогаш. Ама, ќе се вратам на главното, тоа ви е целта, како што рече бугарскиот разузнавач ваш. Да направиме такво
обкружување, таков амбиент, македонците да не мразат се повеќе, за да не го отворат поглавјето, за да не го отворат уставот да влезат бугарските јаничари изродени македонци во него, за да останат така на еден елегантен начин надвор од унијата. Пошо, вашиот разузнавач што го каже, од секојаш било тоа целта Македонија никогаш да не влезе во Европската унија. И затоа вие сте упорни во креирањето на антибугарско расположение. Не го креира, не го потикна Мицковски, вие го потикнувате. А од друга страна, направивте добро дело. Ги натеравте тие македонците што не се знаат себе си, што не се знаат својата историја, нека онака од курташак нешто да прочитаат, нешто да се распрашаат, некои работи да сватат, да се најдат себе во национална смисла, да ја пробудат малку својата национална свест. Тоа убаво го потикнавте кај македонците. Така што, резултатот е, освен оние, што вие ќе ги купите со финансова подкрепа, кај другите македонци можете да бидете сигурни дека предизвикувате само бес и револт и омраза кон вас. И тоа треба да го знаете, не сте толку глупи. Или може да сте. Ај гит.